Моника Зајкова, председателка на ЛДП, пратеничка, нова председателка, добро дојдовте во студио 10. Се договараме од подамна, дури почнав да се сомневам дека нешто не избегнувате, но се ве наоѓа во странство. И утре патувате, така? Да, ви благодарам на поканата. Отворени сме за соработка, да не биде дека ве одбиваме, но навистина се погодува моменти каде почесто патував надвор од државата и немаше прилика. ЛДП своевремено, па и еве и сега ако сакате, беше навистина сериозна партија. Претпоставам дека е уште сериозна партија покрај сите оние нели муавети на големите политички партии дека сите вие условно кажано помалите сте автобус партии па се лепите на нив за да земете пратеник повеќе, но своевремено ЛДП тој еве јас ќе кажам центар во Македонија извади такви кадри, такви потенцијали, она дури што јас го паметам од 2002 до 2006 беа навистина една плејада на политичари. Предпоставам знаете со што се нафаќате и во каква каша, можеби не е соодветниот збор, меѓутоа предпоставам сваќате во што влегувате. Предизвикот е голем, одговорноста уште поголема. И кризата, и политичките моменти гледаме дека не се нималку лесни, но не смееме да се откажуваме, затоа што треба да работиме на тоа подобро да продолжи државата напред и пред се во интерес на граѓаните. ЛДП е посебен политички субјект, иако ја перцепираат дека е можеби перцепцијата привезок, вие како што велат или луѓето. Па нели така ги велат автобус, автобус партија. Јас не се согласувам со тоа. ЛДП имала свој програми во минатото, своја политика на која што работела и токму идејата, односно визијата е да бидеме многу повизибилни, многу погласни и слоганот е храбро и гласно во политиките кои ќе ги презентираме, ако ќе бидат исклучиво во интерес на граѓаните и на државата. ЛДП е партија која што ќе промовира нова платформа и политики кои во голем дел ќе се разликуваат и од актуелните владени политики, но и од опозицијските, колку и тоа да се допаѓа или не да се допаѓа на останатите партии. Па тоа е она што го очекуваме и од ЛДП. Ни недостасува тој центар. Јас затоа реков во таа ЛДП биле од Петар Гошев, Ристо Пенов, па Стојан Андов пред да излезе како кандидати, па имате Ангел Капева, Уренчич, еден Јово Манасиевски, еден куп други пратеници да не ги редам сега. Значи тоа било партииште, па ако сакате и Стефче Кимовски. Така е. Имате ли план да ги соберете? Знаете, сега па читате, гледате на друга комбинација, се враќа Пенов, се враќа Стефчо Екимовски, еве млади сили Моника Зајкова како председателка на ЛДП. Голем дел од луѓето никогаш не се ни одвоиле од ЛДП и биле постојано тука, иако јавноста не ги гледала. Ме радува што на овој конгрес покажавме слика за сплотена, обединета и посилна либерално-демократска партија, чија што единствена мисија се граѓанските и државните интереси и тој спој на политичко искуство и нова млада енергија, мислам дека ќе резултира со поуспешно водење. Не станува збор само за партијата, но важно е белегот што ќе го оставиме политиката за граѓаните и за државата. И Никола Пановски ги го заборав. Вие веќе горе-долу имате сте распространети по советите во низ Македонија, така има сте советници. 27 советници. 27. Во собранието сте вие и секретарот, така, повторно реизбран, Боби Мојсовски, така? Да. Што е она со што прво ќе се зафати Зајкова кога е во прашање еве ЛДП? Велите ќе одиме со теми кои што можеби нема да бидат симпатични ниту за власта ни за опозицијата, но ние ќе ги тераме. Генерално либерално-демократска партија можеме да нели либерално малку слобода во сваќањето. Сега ќе треба да се борите и со стереотипите во Македонија, меѓу другото. Така, не е лесно да промовирате либерал-демократска идеологија во вакво општество, но либерал-демократијата опфаќа и слобода, еднакви права, развој на економија. Она што првично ќе започнеме во ЛДП е средување на сопствениот двор, односно мобилизација првено на членството и воспоставување на посилна организациона структура. Имаме советници во голем дел од советите, 27 советника не се малку
и истите ќе доставуваат иницијативи во нивните совети, кои што ќе значат подобрување на животот на граѓаните на локално ниво. Она што го најавив е и конституирање на Советот на ЛДП, едно статутарно тело кое долги години не го користевме, во кое што тело членуваат истакнати правници, доктори, економисти кои што ќе даваат, па и младински активисти кои што ќе даваат објективни размислувања, затоа што ние политичарите често задвижиме во исти круг и не ја гледаме подалеку реалности, си сакаме да си наоѓаме оправдувања за работите. И добро е кога имате едно вакво тело кое што ќе ви биде коректив и кое што ќе дава објективни размислувања по однос на случувањата и ќе може да продуцира политики и ставови кои што ЛДП ќе ги поддржува. Ќе градиме партнерски односи со граѓанските организации, невладиниот сектор, важно ни е нивното размислување, да не биде само размислувањето кое што ќе го делиме во политичките кругови, поголема медиумска присутност и повеќе ќе бидеме помеѓу граѓаните, затоа што сакаме преку отворен и транспарентен пристап да ги промовираме нашите политики. Ќе следи тематски конгрес, каде што ќе се промовира нова платформа и нова програма на действување на ЛДП. Тоа ќе бидат конкретни либерални иницијативи кои што преку мали чекори ќе треба да донесат до големи работи. Да не се стремиме на оние популистички програми кои што знаеме дека и по 20 години имаат неимплементирани мерки, но со конкретни ситни работи кои што ќе го менуваат секојдневието и ќе го менуваат менталитетот. Во извршниот планирате враќање на спој на искуство и млади? Во извршниот ќе биде спој на искуство и млади и дефинитивно поголем број застапеност на жени. Тоа секако. Каква е реакцијата кај релативно повозрастната категорија, ќе кажам, бидејќи тоа стари млади веќе не сакам во тој контекст да се дискутира, но нема стари млади, има работливи, неработливи, продуктивни луѓе. Но некои кои што на некој начин беа пасивизирани, а се ЛДП, но сега веќе гледаме се враќаат назад. Ги споменавме на Сиески, Пенов и така натаму. Планирате повторно активирање, враќање на некои од старите, Никола Пановски, да не го заборавам, бидејќи во Советот на град Скопје. Сите овие луѓе кои што ги напоменавте и многу други имаат своји заслуги во партијата и треба да им се заблагодариме за нивната истрајност на политичката сцена и за ширење на либералната идеологија и политиките за општествени промени. И за секој има место и мене ми е и дополнителен предизвик што ќе можам да соработувам и со повозрастните и со помладите за да направиме една убава либерална приказна. Да. Претпоставам тука и Киријас ќе помогне малку, кој што е секретар на Либералната интернационала. Моника Зајкова е и пратеничка во исто време. Сега да одам малку на оние теми кои што се поврзани со политиката. Курсот на ЛДП е тој, Европска унија и НАТО. Така затоа сте и во владината коалиција која што ја предводи СДСМ. Во оваа насока, што можеме да кажеме кога се во прашање уставните избори? Имаме тотално нефункционално собрание, не говорам, ја говори извештајот на Европската комисија. Жалосно што во извештајот, иако многу пати апелиравме како пратеници, барам јас сум апелирала како пратеник, дека собранието мора да работи исклучиво за интересите на граѓаните, таму не сме да има блокада и застој, бидејќи тоа е највисокото државно тело или во хиерархијата на државната поставеност. И извештајот кој што дојде, се надам дека ќе ги разбуди сите, дека нема време за губење и граѓаните немаат време за нашите изговори и долги дебати таму, но очекуваат конкретни работи од нас. Она што ни останува е да ги надминеме теснопартиските интереси. Ние можеме идеолошки да се разликуваме во многу работи и многу политики. ЛДП е промотор на рамниот данок, другите политички партии можеби го застапуваат прогресивниот, во делот на образованието да генерираме различни политики, но кога станува збор за државната политика, мислам дека сите политички партии во Македонија имаме еднаква одговорност и треба да го трасираме европскиот пат, бидејќи јас друга опција не гледам и мислам дека Унијата е нешто што треба не за ние да направиме нешто за Европската Унија, но за дома да си ја реформираме државата, да си обезбедиме подобар животен стандард за граѓаните и да го спречиме она масовно иселување, да им обезбедиме услови за развој, бидејќи држава која што дава можности, никој не би ја напуштил.
А јас сметам дека тука треба да се градиме, тука да живееме, тука да стариме и да оставиме нешто за нашите поколенија. Во делот на уставните измени, ЛДП ќе биде гласно на патот кон гласен промотор на политиките и двигател на патот кон Европската унија. За нас во делот на уставот, она што ќе се случува, кажавме дека ќе го поддржиме, односно поддржуваме внесување на други делови од народи во уставот и се надам дека тоа ќе биде последната пречка која што ќе треба да отклониме со цел да го започнеме процесот, а потоа во делот на реформите све ќе зависи од нас и од домашната политика, ќе треба малце да се свртиме повеќе дома и да покажеме политичка волја да ги менуваме нештата. За да правиме крупни реформи, дали во делот на правосудство, дали во дел на образование, сега ги зборам како теми кои што се поактуелни, сепак треба да постои политички консензус. Не може некој да се труди да реформира нешто, друг да го кочи само по дефолт затоа што од власта или власта да го кочи затоа што доаѓа од опозицијата. Во тие области, знаеме дека многу потфрламе, треба политичка волја да се работи, да се воспостави системот, а потоа има време за соочување на идеолошките и програмските разлики. Да, но тие се значени. Вие сте сега во собранието двајца пратеници, кои што можете да добиете, односно имате веќе гласност, јавноста да ве запознае и во таа конотација. Затоа прашав кој е ставот, односно ставот е јасен и бидејќи сте дел од владината коалиција дека нема дилема дека Европска унија и НАТО веќе е завршена приказната, но тука е патот кон Брисел, кон Европската унија, дека тоа е она кое што е зацртано. Дали некој сакаше да ја намести Моника Зајкова со студентските оброци или? Бидејќи некако се случи пред Конгресот? Не верувам во теории на такви заговори или дека некој сакал да намести. Важно беше да се отвори прашањето за студентскиот оброк. Лани кога се менуваше концептот, студентски оброк е идеја на ЛДП. Промовиран уште во 2018-2020 поради можеби ставање во ќош пред избори се согласија сите партии да ја поддржат мерката бидејќи никој не би одал против студентите. Но ние баравме да се воспостави системско решение за оброкот и модел кој што е веќе во Словенија функционира повеќе од 30 на години. Лани кога се менуваше законот и се правеше исплата на студентите на трансакцијската сметка, лично Моника Зајкова апелираше од говорница дека тоа не е добро и дека ќе се соочиме повторно со истиот проблем наредната година. Тогаш, за жал, власта ја поддржа идејата на менување, бидејќи доаѓаше од нивниот ресорен министар, а опозицијата молчеше и ја напушти салата. Годинава, и како да чекаа сите за да направат политички поени на прашањата, годинава се соочивме токму со проблемот да имаме истечена законска одредба, да не може да се направи исплата на студентите. Но не ви е некако чудно дека се случи баш пред Конгресот? Не ми е чудно затоа што се споменуваше вашето име, кој е на предлагач Моника Зајкова. Така, на студентската година, и ако ние не го покренавме прашањето, јас не викам законското решение и беше по препорака на Министерството за образование, не беше идеално, но го крена студентскиот глас. Да видат сите политички субјекти во Македонија дека студентите се тука и можат да имаат и како важна улога во креирањето на политиките. И драго ми е што законот се усвои и што студентите конечно ќе може да се ја земат мерката која што им следи, тоа ретроактивна исплата затоа што не им доцнема од септември месец, од 15 септември. И драго ми е што Министерството се обврза дека до 15 март ќе го воспостави тој систем на студентски оброк и дека веќе нема да ги разговараме истите проблеми секоја година, туку ќе се почне да се функционира мерката и по 30 години студентите ќе добиваат студентски оброк, но нормално мерката ќе биде пософистицирана. Ајде сега да објасниме туку да кажеме што е студентскиот оброк. Затоа што излегува и неколку здруженија и знаете кај нас се секогаш така, ке нешто ќе тргне, ќе излезат неколку на протест, па потоа ќе се разделат, па ќе се појават многу здруженија и веќе ја губиме приказната, не знаеме. Колку е студентскиот оброк? До кога е законската обврска? Зашто има политика во студентскиот оброк? Студентите не смеат да се користат како политичка алатка. Тие се борат за нивните права. Студентскиот оброк е мерка независно од стипендиите и независно од финансиска помош на студентите. Тоа е мерка која што треба да обезбеди финансиска поддршка од буџетот за секој студент да добие здрав оброк во текот на денот.
мерката беше предвидена да Министерството склучи договор со угостителски објекти и студентите да знаат во кој угостителски објект имаат студентско мени или намален процент на маржата за храната и да ја добиваат мерката на дневна основа. По системот на Словенија, иако не може целосно ние да го пресликаме. Како е во Словенија? Во Словенија студентите добиваат 2,5 евра, имаат листа на угостителски објекти каде што може да искористат и во тие 2,5 евра добиваат стварно здрав оброк кој што вклучува супа, салата. 2,5 евра дневно? 2,5 евра дневно, со тоа што ако не искористите субвенцијата се пренесува за наредниот месец, но најмногу до ми се чини таму во наши 3000 денари. Добро, кај нас како е? А кај нас е 120 денари. Треба да се воспостави од 15 март системот и се размислува да се зголеми износот на субвенцијата заради економските текови, да биде по истиот терк на дневна основа, а во моментот се исплаќаат месечно 2400 денари на трансакцијска сметка на студентите и никој нема контрола дали тие завршуваат за здрав оброк или не. Токму затоа беше мојата побуна минатата година дека едно е да им дадеме финансиска поддршка на студентите во паричен износ на трансакцијска сметка и затоа немам ништо против доколку државата има средства, но друга мерка е студентскиот оброк. Јас не знам што е променето, веројатно е променето. Јас знам во мое време ние имавме бонови и одевме во студентски домови во Карпаш, во медицина и во студентските мензи купувавме. Други угостителски објекти. Се не знам објекти. дали функционира тоа, затоа што и студентските домови се во една очена состојба. Јас ова ве прашав затоа што вие меѓу другото сте и млада и меѓу другото фокусот како и председателка на ЛДП и како пратеничка го ставате на младите. Студентските домови се во очена состојба, особено Стив Наумов и дури апелира со слики се плашеа некои студентите да говорат, но не треба студентите да се плашат да говорат, а политичарите не треба да бидат се плашат за своето место. Да. Не треба да молчат на она што се случува. Ние во рамки на клубот за младенски прашања во собранието, во каде што членуваат пратеници од сите политички партии, го отворивме прашањето на маса и сме запознаени со условите и не дозволива во 21 век луѓе да лежат на инфективна болница заради лошите хигиенски услови во домовите. И тоа го има? И тоа го има. Прашањето ќе се отвори во поширока јавна дебата за студентскиот стандард во собранието преку формалните тела, дали тоа ќе биде Комисијата за образование или Комисијата за буџет или двете тела заедно ќе прават таа јавна дискусија, но Министерството до утре има рок да ни достави до собранието акцијски план, во кој што е предвидено кога планираат кој дом да се реконструира, санација на мислам, првично најлоша состојба е во Стив Наумов со санитарниот чувар. И тука мора итно да се постапува и министерот е запознат за тоа. Стив Наумов е сега тама најнова беше женската зграда, така ја викаме вие, за тама говориме. Другите делови тие претпоставам па се тотално нефункционално. Ако женската зграда која беше најнова е запустена, ќе го видиме утре акцијскиот план што ќе го достави министерот. Има волја од страна на Министерството за образование и наука, не само волја, но и обврска им е да помогнат во тој дел. И мислам дека ќе се подобрат работите, ако не тука сме ние како пратеници со нашата можност за надзорна улога да видиме зашто не се постапува. Зајкова, што е оно што вие ќе го понудите, ако би било проблематично за СДС или за ВМРО? Јас нема да вадам сега мерки од платформата, бидејќи ќе имаме тематски конгрес на кој ќе соопштиме целата наша нова платформа и тие либерални иницијативи. Во делот работите веќе јавноста запознана дека ќе останеме на барањето за една изборна единица, можеби тоа не им се допаѓа на големите партии. Она што е различно од коалициониот партнер е што се разликуваме во делот на даночните политики, бидејќи сепак сме ние партија која што има поразлична идеологија и гледишта во тој дел, што напоменав задржување на рамниот данок. Ќе видиме како ќе се движат работите во собранието и ЛДП само врз основа на својата програма и идеолошка поставеност ќе носи одлуки и ќе действува внатре. Една изборна единица, док се разговара, не се разговара, но освен сега јас кога говорев и со Павле Трајанов, лидерот на Демократскиот сојуз, значи генерално помалите партии се за една изборна единица, но ЛДП да е можеби мала партија, меѓутоа кога таа сега стана мала, претходно во годините наназад
може би не беше како СДС, но не беше ни човек партија. Една изборна единица е прашање кое што уште во минатиот собраниски сустав се отвори, имаше јавна дебата, во овој собраниски сустав помина во прво читање дебатата во Комисијата за политички системи, некако тука застана. Добро е, и сите забелешки одат на тоа дека треба да има измена на изборниот модел и добро е да се покрене дискусијата на кој начин ќе има. Во моменталното предложено решение се бара воведување на една изборна единица без никаков праг. За да се разговара дали би имало некаков праг или би немало, бидејќи гледаме дека сите политички партии викаат дека се согласуваат, освен има сега алијанси имаат нивни предлози за 8 изборни мора да има единици. за да се знае до кој, знаете, за Така, меѓутоа тоа е прашање кое што треба да се дискутира и да произлезе законскиот текст да се исправи со амандмани, ако воведеме праг за ЛДП. Не е проблем да се дискутира прагот, но тоа да не е некој праг кој што во старт ги уништува малите партии, бидејќи и онака системот е воспоставен поголемите политички партии, зборам поголеми по број на членство, имаат и повеќе кадрови позиции низ кои што може да ја промовираат политиката. Самиот закон им дозволува можност за формирање аналитички центри кои што ние ги немаме. Не ги добиваме законот. Изборниот модел свесно оди на тоа да доминираат едните исти политички партии во политичкиот СДС се простор. согласуваат. И ние може да зборуваме и тука не само туку и што значи ако се смени самиот Донтов количник. Има различни начини на пресметување. Да. Може да се разговара и за хараквотата која може би дала на некој начин исте резултати како една изборна единица, но треба да се отвори прашањето, ама не сметам дека прашањето на изборниот модел во услови на криза треба да биде, како што некои сметаат, уцена да ја загрозуваме стабилноста на државата. Бидејќи стварно во моментот се приоритет да заздрави економијата, да се решат да помине кризите, зимата. да, Мислам дека е енергетската приоритет. криза и да може да се воспостави државата повеќе на стабилно ноз одделот на економски и енергетски. Да, тоа ќе биде веројатно најголемиот предизвик за ова, па и за власта и за опозицијата, најмногу за власта нормално, но да овде и Добро, сите сме опозицијата. сега тука да, мислам, кога веќе сме дале поддршка, сме дел од власт, не може да се зимаме, сите заедно треба да работиме. А и важно е кога имаме вакви кризи, опозицијата да даде свој објективен придонес. Ако има утре предвремени избори, сега ова е хипотетичко прашање, ЛДП сега како размислуваат или тоа исто ќе биде на тематскиот конгрес? Екипирањето кога ќе биде или веќе заврши екипирањето? Се уште не предстои состав на извршниот одбор, на изборот на подпредседатели. Ќе има тука изненадување некој или? Па може да има. Добро. Знаете, зашто прашам? Бидејќи таму ли ќе се носи одлука дали ЛДП ќе оди, ако има утре избори, дали на следни избори би одела самостојно или би одела во коалиција? Или тоа се одлуки кои што се носат? Тоа се одлуки кои што се носат во рамки на органите на партијата и тоа се зависи од како партијата ќе процени дека треба да движи, меѓутоа секоја одлука и за дали ќе биде во самостоен настап или за коалиција ќе зависи пред се од тоа што е поважно за државниот интерес. Добро. Тематскиот конгрес кога се очекува? Тематскиот конгрес се очекува, сега знаат да предстои период каде што треба партијата да се направи примопредавање, треба да се екипира извршниот одбор. Мислам дека би бил по празниците, бидејќи ќе фатат и празници, луѓето по новогодишните, така? марат, така. И Значи, по тогаш ќе зимата, најавиме практично, негде нашата март, нова платформа на действување, во меѓувреме нормално дека ќе има некои иницијативи кои ќе ги видите од ЛДП уште веднаш. Се двоумевте дали да прифатите или не? Не се двоумев дали да прифатам. Свесно влегов и знаев колкава ќе биде одговорноста и што значи бидејќи сум жена. Не, тој долго расчистуваме, тој не говориме во веќе политиката. Тука сме Тој е малце родово... неговеден, но свесно го прифатив предизвикот. Ја говорам за И беше- политичкиот, да, знаете, и вие во беше жената некако- имала и Меркел и Тансо Чилери и да не редам еден куп политичарки кои што Така, но кои што направиле многу повеќе од мажите, се покажува. Јас бев подпредседателка на партијата, бев меѓународен секретар, председателка на младината, соработував со и претходните председатели на партијата, највеќе со
предходниот председател Горан Милевски, веќе ги знаев работите како стојат во ЛДП и свесно го прифатив предизвикот, иако знаев дека нималку нема да биде лесно, особено во вакво време во кое што живееме. Милевски се повлечи од Министерството за локална самоуправа како министер и од лидерската позиција на ЛДП. Тој сега што ќе прави? Се шпекулира нешто амбасадор Словенија, не знам колку се вистина сега тие шпекулации, ќе действува во партијата, ќе одмара, што ќе прави? Милевски е член на Централниот одбор на партијата. Другите органи напоменав не ги избравме, но Централниот одбор е веќе избран. Тој е тука. Ние сме во комуникација и нормално дека помага со своите совети. Не може 2 мандати беше во партијата и е неопходно неговата помош. По однос на неговиот натамошен ангажман не би шпекулирала ништо за сега. Се што ќе следи кога ќе има конкретни работи и информации, ќе ги споделиме со јавноста. ЛДП центар отворена, а од ЛДП на пример, нели кога прашав на почетокот, можеби планирате ли некаков повторно собир на оние, па макар тоа било и неформално кафе на се оно што било некогаш ЛДП, од Лилјана Поповска преку Ристо Пенов до Јакиновски до се оно што било, сега се кои со своји партии кои носе тука некаде. Добро, трендот е таков и секаде во Европа од либералните партии излегуваат понатаму и други партии, како што е во случајов и партијата на Зелените. Тие си се посебни политички субјекти кои што донеле таква одлука, но партнерскиот однос ќе го градиме нормално со сите во центар. Затоа велам, па макар било и неформално кафе. И затоа и со граѓанските здруженја, но и со политичките партии во центарот. Центарот ќе биде интересно, да знаете дека ќе ве пратиме што и како ќе се случува. Имаме уште 2 минути до крај и ќе го искористам ево овие 2 минути да прашам прво за вашиот брат кој што е наш репрезентативец, игра во Украина. Каде е сега во Украина или? Тој е во Украина, на безбедно место е овој пат. Иако имавме голгота со враќањето, така. Тогаш беа во поприлично со семејството, а не безбеден регион. Сега се горе на словачката граница. Лигата во Украина тече, иако играат под навистина тешки услови. Се случи пред некој ден да играат утакмица во Киев, да се упалат алармите и да мора да бидат евакуирани. Тоа што се случува во Украина навистина тешка состојба и мене ми е жал што се уште луѓето не може да сватат која е тежината на војната таму и дека, иако се представува дека може би се води војна помеѓу односно политичка војна, таму сепак гинат цивили. Аз бев на лице место, видов што се случува и во регионот на Буча, и во Ирпин, и во Киев, и сметам дека сите гласно треба секогаш да осудиме војна. Самиот чин на војна, а за виновници и за барање оправдување секогаш ќе може да се најде. А саме таму или? Со фамилијата овде или? Фамилијата му е тука, да. Таму си тече се редовно првенство, така? Таму тече првенството нормално. Но со кога ќе има сирени, нормално е евакуацијата. Имаат, претежно се игра во безбедни региони, Ужгород е безбедно место, меѓутоа неминовно е да играат и во Лавов и во Киев, каде што во моментот не се толку безбедни и утакмиците се одвиваат денски, затоа што постои ризик, нели, се напаѓа енергетската инфраструктура на Украина и се под ризик мора да играат во текот на денот, а не навечер. Моника Зајкова ти посакувам многу успех и како партиничка и како лидер на ЛДП. Рековте ќе бидете медиумски поотворени, ние сме овде да ве пратиме, да видиме што е она што... Благодарам и ќе не значи многу, ќе не значи и вашата отвореност, за да може да пренесеме нашата порака до граѓаните. Не стигнав само да прашам, меѓутоа еве, на пример, бидејќи американската амбасада имаше сериозни критики за изборот на обвинител, за гонење организиран криминал, и тоа е една од темите за кои што ќе треба да се дебатира, можеби. Нормално корупцијата ќе биде врвен приоритет и за нашата партија, мислам темата корупција и мерките кои што ќе ги предлагаме во делот на борбата со корупцијата. Резултат, односно дали ЛДП ќе коалицира, ќе настапува сама и во каква коалиција ќе оди, ќе зависи исклучиво и од резултатите во борбата со корупцијата и криминалот. Но и политизираноста е во правосудството, особено со, нели рековме последниот избор. Јас сум правник по вокација и јас на оваа тема можеме и во посебна емисија да разговараме за многу прашања. Знаете, ме загрижи повеќе кога кажам американската амбасадорка што правите со изборот за шеф на обвинителство за гонење организиран криминал.
Обвинителите изборот го прават сами и на секој треба да му се даде шанса. Дали го прават сами? Да му се даде шанса. Апелирам доколку има било какви влијанија, бидејќи самото влијание знаете дека е казниво, дека треба да го пријават, бидејќи јас мислам дека се на тие позиции луѓе со интегритет, кои што треба да го воспостават правосудниот систем и дека не треба да потпаѓаат под никакви влијанија. Вие сте задоволни како функционира правосудството, судство, обвинителство? Воопшто не, јас работев како адвокат и ја познавам и во пракса работата и таму треба да се прават крупни реформи и не случајно на почетокот ви кажав треба да има и политичка волја. Ако сакаме да направиме реформи во правосудството, а правосудниот систем ни е најважен и за економски развој и за создавање можности за државата, мора да постои политичка волја. Недозволиво е законот област на правосудство, кој што сме ги дефинирале во стратегијата за реформи во правосудство, да бидат кочани во собранието. Ќе ве барам пак. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Моника Зајкова, председателка на ЛДП и пратеничка.